Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. 24 декември 2024 година. Една недела пред завршувањето нова календарска година, во која, да бидам искрен, убаво се дружевме, убаво разговаравме, убаво ја презентиравме во вистинска смисла на зборот вистината за Македонија и гласот на народот. Зошто? Видејќи ова е ваша емисија и како што вели, имате право да знаете која е вистината за гласот на народот. Таа не се купува. Таа не се распродава. Тоа ја имате во душата, во срцето, или ја немате, ја имате. Сите овие години знам како поминуваме, здраве Боже, наредната година, во мај некаде, да сме живи и здрави, че го одбележиме тој 4 век на овој форум ваш, поставен 2000 година на 22 мај, Свети Никола Летен, потоа можем се раководам, кога се вратив од Тајван и направив една прекрасна репортажа на тогашната телевизија АТВ и задоволство ми секојаш да зборам за таа телевизија, во која моментално работам тука во вистинска телевизија, која е под концесија точно на просторот на телевизија АТВ. Зашто велам ова го кажам? Односно го велам за тоа да ја долувам вистината за сите вас, зашто ние постоиме. Постоиме за да ја разобличиме секоја невистина, секоја предавничка, поданичка, измечарска агентура која во сите овие години никако да престане. Таа се повеќе зима замав, зима залет и се повеќе има желба да ја уништи, ама не верувам у тоа да ќе успее Македонија. Сведоци сме дека ката дневно се мултиплицира бројот од така наречени предавнички одроднички сили. Ги боли кога ќе ги наречеш, но другари, пријатели, дами и господа, тоа сте вие. Не можете друго да бидете кога свесно го уништувате собствениот народ, ако сте дел од тој народ. Ако сте дел од таа црква, за која вечера ќе говориме. Значи, по барање на нашите македонци од Канада, кои ми беа соговорници, изразив желба да воспоставиме на тема заоколу црковното политиканство, што е дел од нашата секојдневие. Нашите македонци во Канада имат проблем во црковниот живот, а тоа е што е една од резултантите на тој Катили Ферман што пристигна од Константинопол или Цариград, каде што јавно и гласно стои дека не смееме да имаме диаспора, не смееме да имаме цркви во диаспората и не смееме да живееме духовно и црквено македонски. Затоа вечерва го поканив Оливер Тимов, аналитичар, кој ќе говори заедно со мене на темата предлог, односно црковно политиканство. Ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Господин дадов една оценка за ова што го нареков црковно политиканство, апропо добиениот томос и за признание за автокефалност од страна на нашиот северен сосед или црква, Српската православна црква, која сепак ги разигра душите и срцата на сите православни христијани, породи државјанство македонски и општо кај се наоѓа на сите 5 континенти. И тоа, еве да бидам искрен, ќе ми дозволите да дадеме само еден мал повед, едно подсетување како се случи тоа признавање на автокефалноста на МПЦ Охридска епископија од страна на Српската православна црква. Одиме со тој клус прилог. Соборот на нашата црква го благословува и го одобрува, го прифата и прифаќа и признава автокефалност.
Со огромен аплауз и солзи кај верниците, но и кај црковните лица беа пречекани овие зборови од патријархот Порфири, поглаварот на Српската православна црква, од заедничката божествена литургија со поглаварот на МПЦ Охридска архиепископија господин Стефан, која што се одржа во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Со ова црквата и сите верници во земјава живеат историски мигови кои водат до автокефалност на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Она што сега следи, како што истакна патријархот Порфири во говорот, е да се договорат сите детали пошто ќе следи прогласување на официјален акт. Заедно во соработка со архиепископот Стефан и со неговиот синод да разработат се техничко-организацијските детали и потоа се разбира ќе следи свеченото прогласување. Архиепископот Охридски и македонски господин Стефан рече дека ова е величествен момент и свет ден кој го чекаме 55 години. 55 години седевме чекајќи во тремот и не наоѓајќи некој да се погрижи за нас. Потоа ни пристапи друг човек, нашиот собрат и денешен сослужител, неговата светост, српскиот патријарх господин Порфири. И еве, сега имаме и кој да ни нацрпи вода од кладенецот на Јаков. Сега и сите ќе видат колку е нашата нива плодна и дека посеаното стигнало за жетва. Литургијата која се служеше на македонски српски јазик траеше повеќе од 2 часа. Ја следеа голем број верници внатре во соборниот храм, но и надвор каде се пренесуваш. Веста дека СПЦ ја признава автокефалноста на МПЦ-а, ја дочекаа со аплауз. Мики заедничка литургија за која вела дека одамна требало да се случи. Мислам дека е многу добро. Бар едни да се сложат. Одамна го чекав овој момент да дојде. Толку сум среќна. Па ние сме православни пред се. Ова треба стварно да се запише во историјата и да се знае, еве се ежам и ви зборам. Требаше поодамна, да, требаше. Али никој пат не е касно. Да, значајна е ова литургија заедничко помирување со Српската црква и признавање на нашата црква. Требаше да созрее ситуацијата. Сега е право време. Време беше и ред да се православието на некој начин обедини. Веста доаѓа откако минатата недела беше одржана заедничка литургија на помирување меѓу двете цркви во Белград. Една недела по одлуката на Вселенската патријаршија, соборот на СПЦ одобри канонско единство на СПЦ со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Да, прекрасен празник за душата, тој мајски ден. Господин Димов, каква порака испрача чинот на признавањето на автокефалноста на МПЦ-ова осадна на СПЦ? Далекосежната промисленост на синодот на Српската православна црква и неговата светост патријархот Порфири направија еден многу голем чин за нас. Така. Со давањето на автокефалност, на томос, со која признаваат самостојноста, односно автокефалноста на Македонската православна црква. Овој чин не само што заокружи еден долг и болен процес за македонскиот народ, повеќе од 200 години, во кој истиот се бореше за создавање на своја национална црква, преку возобновувањето на Охридската архиепископија, него и со самиот тој чин на еден многу елегантен начин се разрешија и некои други пратечки современи проблеми кои беа наметнати за да ги загорчуваат односите помеѓу не само помеѓу македонската и српската православна црква, него помеѓу македонскиот и братскиот српски народ. Значи, тоа беше онаја создадена паралелна црква од Вранишкост и Поа, за која со самиот чин на признавање и договарање помеѓу
братскиот договор помеѓу двете цркви се најде решение да таа истата биде абсорбирана во телото на Македонската црква, односно вратена во каноните на нашата црква. Чинот на давање на томос со признавање на самостојноста на нашата црква е конечен чин со кој се заокружува самостојниот статус на нашата црква, со сите канонски прерогативи кои одат заедно со тоа. Значи, не постои друг и никаков друг чин со кој би се дополнително потврдувал или би требало да се потврдува самостојноста на нашата црква. Ние сме автохтона, самостојна православна црква, Македонска православна црква Охридска архиепископија, која е во канонско братство со сите останати православни цркви и равноправна со сите. Понатаму, сакам да имав намера да додадам дека дополнителен плюс на ова признавање беше што со самиот акт на признавање Српската православна црква и го призна на Македонската православна црква и историскиот континуитет со античката, значи со старата Охридска архиепископија. Ние го добиваме историскиот континуитет како црква наследничка и како народ наследник на старата Охридска архиепископија. Тоа му подеше очи на Цариград и испрати писмо на 7 мај, предпоставljam 9 мај беше 7 мај, 9 мај. Испрати писмо до неговото блажество архиепископот господин Стефан. Реже можам тука да ве замолам еден сегмент од тоа писмо во кој може ми навистина е парадоксално вели ви дозволуваме, јас само вадам фрагмент од тоа, ви дозволуваме во целосна љубовна родителска грижа во богослужението и во сите останати прилики да го употребувате називот Охридска за вашиот црковен ентитет, без какво било друга, дури и најмала додавка или претендирање на назив што е поврзан со терминот Македонија, или изведенки од него со опасност на спротивен случај да се укине овој обстанувачки и востановител акт, бидејќи целата територија која црковно се нарекува со името Македонија е свештено канонска, неоделива и составен дел на нашиот најсвет апостолски патриаршки престол, се мисли на Цариград. Од друга страна, да, можете и вториот дел да го пуштите на гледачите, ова е ексклузивно почитуване, ви го пренесувам автентично, да, ова е, во кој вели дека, ќе парафразирам почитувани гледачи, господин Димов, кај што вели дека немаме право да имаме диаспора, односно цркви во диаспора. Вие ќе го коментирате предходно, пред да го коментираме ова, ако ми сакате да додадете, веднаш ќе се поврзете на ова. СПЦ во томосот наведе дека признава МПЦ под уставното име и дека епархиите во диаспората остануваат на МПЦ Охридска архиепископија. Зошто е важно, че се согласите со мене, дека ова писмо е резултанта што Српската православна црква веќе го дилитира или го негира, го брише. Да, повелете. Секоја православна црква и секоја национална православна црква, а таквите постојат веќе од преломот од самиот период на формирање на национални држави, значи веќе онаја глобална црква која се нарекуваше во која владееше Вселенската патриаршија, значи која беше под Второто Римско царство, се распаѓа, се јавуваат, а подосна под Османската империја, кога се јавуваат националните држави, сите формираат на своја територија национални цркви. Како такви,
нивната дијацеза се простира не само во рамките на територијата, него во рамките на грижата за своите малцинства кои живеат на другите територии во светот. Покрај грижата за нив, се грижат и за духовниот живот на истите и имаат право да формираат цркви и црковни општини за истите. Следејќи го овој пример, со формирањето на Македонската архиепископија, на Македонската православна црква Охридска архиепископија и нашата црква, мислам дека уште во 50-тите години почна да си ја упразнува оваа пракса и да си формира цркви, а подосни црковни општини за нашите иселеници, кои најпрве мислам дека беше тоа во Канада и во Америка, а подосни и во Австралија. И никој нема право да се меша во таквата политика на секоја на национална црква. Поготово не на оние кои се признаени како што сме ние сега. Секако, а апропо тоа, веднаш дрва и камења, морам со таков вординг, зошто не очекувате вие томос од официјален Цариград? Како тоа може, а имајќи факт дека истиот, ја можам да ја замолам режијата, автентичното писмо на Цариградскиот патриарх, што го испрати до неговото блаженство дедо Стефан, можеме да го видиме автентично оригинал. Тоа е тактика со математика, што љубам да го кажам, значи со замка, да, тоа е автентичното писмо, каде што тој упатува дека Македонската православна црква е расколничка и таа шизма беше што имаше со години, дека таа е расколничка, таа не е црква со сите белези и така натаму. Решите го вашиот правен проблем со вашиот северен сосед. Меѓутоа се случи тоа што по Божја волја се случи и Српската црква го стори тоа, слава на Бога, и благодарам и на Руската православна црква што тоа го направи. Можеме само да направиме една дигресија за гледачите, ако ми дозволите, вие дајте еден голем коментар. Значи, што е тоа што се случи? Прво еден коментар, значи тажна вистина е што веднаш по оформувањето на сонот за наша признаена автокефална црква на олицетворена во Охридската архиепископија, Македонска православна црква олицетворена во Охридската архиепископија, веднаш почна еден напад од како да ги кажам, апологетите на антимакедонството, поготово од овие домашните предавници кои се обидува и се уште се обидува да направат забуна кај македонецот со некакви приказни дека сега треба, дека овој томос не е тој томос, дека треба да очекуваме некаков си друг томос, дека треба нешто да се друго да се случи за да се деси ова. Тоа е фрлање магла со цел за да се добие во време и да се создаде некоја прилика, како што беше подметнувањето кое се обидува да не го направат со сослужувањето со непризнената православна црква, новосоздадена православна црква на Украина од самиот Константинополски патриарх. Значи, со овие активности буквално веќе се ствара една комплетна забуна и несигурност кај македонскиот народ и му се поматува целата онаја радост која треба да ја има за големата победа извојувана на духовното поле со осамостојувањето на нашата црква. Значи, за тоа би сакал да направам една мала кратка дигресија на она што е македонска црква, што е српската црква, односите и на крајот патриаршијата и да видиме дека воопшто нема никаква врска со нас таа Константинополска патриаршија. Значи македонската црква, знаеме, христијанството во Македонија започнува да се уште од апостолски времења. Уште во 4. век ние имаме веќе организиран црковен живот на територијата на Македонија. Да не ги заборавиме времето на просветителите, кога повторно имаме веќе оформени епархии, кои епархии подосна со формирањето се конституираат во архиепископија
и која во време на Самуиловата македонска држава се искачува на ниво на патриаршија, а подосна со падот на Самуиловото царство и со враќањето под византијска контрола, се во име на историскиот значај на таа архиепископија, византиците не ја уништуваат, ја симнуваат само на ниво на архиепископија и така таа продолжува да обстојува и во понатамошните векови. Менувајќи границите на својата диецеза во зависност од периодите во кои обстојува. Така да таа обстојува во времето на Второто бугарско царство, во времето на српските цареви, како паралелна црква со Српската православна црква, која подосна се ствара, значи се одвојува од македонската црква и подосна се ствара и преминува во патриаршија во времето на кронизувањето на цар Душан. Црквата наша обстојува, значи, се до 1767 година, кога во времето на Отоманската империја, под притисок на веќе формираната обновената, значи Цариградска патриаршија, обновената од самиот цар Мехмед, е под притисок на фанариотската клика, на кодошена кај турците, осиромашена од претходните собитија кои се случувале кај населението во Отоманската империја, згаснува. Значи 1767-та, она е комплетно згасната. Година дена пред незе, значи, онаја црква која е створена од Свети Сава во 1219, мислам, или така, као Печка патриаршија и подосна обновувана во сама пропадната за време на после Косовскиот бој, па обновена, пропаѓа и самата православна црква на Србија, значи Печката патриаршија во 1766 година дена пред македонската православна црква, пред Охридската архиепископија. Во тоа време, значи, Цариградската патриаршија, по падот на Цариград, значи, она е создадена некаде од обична епархија со преселување на главниот град на Римското царство од Рим во Византија, некаде околу 300 година, од епархија е подигната на ниво на архиепископија, за подосна да биде подигната на ниво некаде во 400 и некоја биде подигната и останува тогаш истиот статус, меѓутоа во времето на Јустинијан I е подигната на патриаршија и согласно оние, пошто Јустинијан е голем владетел, во неговото време Источното Римско царство доживува огромен просвет, он себе си се гледа како император на светот, значи создавач и император на една теократска империја и го подига статусот на патриаршијата како патриарх и тогаш, значи само тогаш Вселенскиот патриархот го добива од Константинопол, го добива својот назив Вселенски. Што значи дека е патриарх на целото православно население под империјата. Источното Римско царство. Пропаѓањето на империјата, значи на Источното Римско царство под отоманите. 1434 или како беше пета, значи Мехмед II го освојува Цариград, пропаѓа патриаршијата, ја уништува. Меѓутоа, во истата година, еден збир од трговци и свештеници кои останале во Константинопол после тој погром што се случува со освојувањето на отоманите, во областа Фанар формира една група која се бори за своје обстојување на територијата на самиот Цариград со некоја си идеја понатака повторно да си го врати под своја контрола и да го обнови тоа Источно Римско царство. По името на населбата Фанар, тие себе се нарекуваат фанариоти. Со таа византиска нивна итрина
и многу пари го убедуваат Мехмед II да ја возобнови Цариградската патријаршија, подведувајќи му се со тоа дека ако дозволи он да биде, тогаш патријархот ќе ги владее сите православни народи во царството, а он ќе добие титулар на римски император. Значи, поентата е дека на тој начин повторно во отоманското време се ствара таа како се вика Константинополска патријаршија и патријархот за себе повторно си го присвојува називот Вселенски. Со тоа што според турците тој е некаков си Рум Баша, значи владетел на Румелија и во Румелија, значи владетел на сите православни, поготово овие славенските православни народи овам. Убаво, благодарам што направите една убава ретроспектива. Спомнам, околу уставното име на МПЦ, Охридска архиепископија, Вселенската патријаршија веќе кажа, кој што рекоме, дека прифаќа само име Охридска архиепископија, односно Охрид, и дека не прифаќа име кое ќе го содржи зборот Македонија, македонска. Смее ли Вселенскиот патријарх така да условува? Па, ќе го довршам излагањево и ќе сами ќе и вие гледачите ќе извлечете заклучок. Така. Што станува? Значи, со паѓањето на Османската империја, значи, после Младотурската револуција и превратот кога Турција кога последниот Абдулхамид султан или турски цар поднесува оставка, кога и Турција, како и другите земји, се преобратува во национална држава на турците со републиканско уредување, во тој момент се менува, значи престанува исто да важи статусот на Вселенскиот патријарх, како Рум Баша или како Вселенски патријарх. Во тој момент неговата улога е преименувана и тоа е како граѓанин на Турција, именуван како патријарх на грчкото малцинство во самата турска држава. Значи, он има, значи, само момент, значи, се вика, на неговиот вистински назив е Грчки православен фанарски патријарх. Значи, он е патријарх на црква, која има юрисдикција на само на територијата на Турција и се грижи за грчкото малцинство на територијата на Турција. Никакви други ингеренции нема. Да. Убаво кажавте, додека говориме, гледачите имат можност да гледат прекрасни инсерти од сето од тој живот на Светиот Синод, каде што наистина се решаваат многу суштествени работи за црковните прашања. Еве, ова го спомнавме неслучено, дали Вселенскиот патријарх има право да условува, да направиме една временска една дигресија. Јануари 2022 Вселенскиот патријарх Вартоломеј заминува во Америка да прославува Божик. Го поканува кај 8, 9 или 10 Џо Бајден. 22 година. Кога почна војната за Украина. И го му дава наредба да призне Украинската црква. Опозит Руската црква, да се создаде конфликт, да почне војна. Ги видовме лепотаните кои му испратиле писмо на Цариградскиот патријарх, тоа беше Заев, го видовме, се натупурил човекот кој спомна дека и направил некои неубави, нечесни работи, вече се знаеше, поранешен премиер, спомнато беше во медиумите, и уште на екипа, му стоја просто и прифатија дека треба да се случи ова што го бара Цариградскиот патријарх, да се викаме само Охрид, без македонска црква. Охридска црква да се викаме. Охридска црква. Сето тоа веќе на едно сценарио разработено, со што Македонија уште повеќе да ја стави во една безизлезна состојба. Но се случија тие работи, можеме ли само на куса изјава од рускиот представник на црквата, кај што вели
прекинуваме соработка со Вселенската патријаршија. Таа е куса 30 на секунди. Ве молам. На сегодняшнем заседании Священного Синода на заседанието на Светиот Синод беше донесена одлука за целосен прекин на односите со Вселенската патријаршија. Сите нејзини одлуки се незаконски, канонски, неважечки. Се надеваме дека ќе надвладее здравиот разум и дека патријаршијата во Цариград ќе ја промени својата одлука. Се додека не го смени својот став, ние не можеме да имаме односи со Цариградската патријаршија. Несколько дней назад на заседанието... Да, ова е јасна порака од Руската црква, дефинитивно прекинуваат комуникациите со Цариград. После таа изјава, тој став дека треба да ја признат Украинската црква. Дали сепак е тоа што Македонија го доби Македонската црква по Божја волја? Сценариото со Украинската православна црква, значи, требаше да биде применето и кај нас, на Македонија. Значи, да побараме од патријархот да не признае, пошто ние не можеме да ги решиме со Српската црква работите, и потоа он да ни испорача, значи, услови под кои ќе не пријави. Значи, за да им биде јасно на гледачите што стана со Украинската црква, кратко ќе ви кажам. Кратко, добро. Украинската црква, значи, после осамостојувањето, после распадот на Советскиот сојуз, имаше негдека, мислам дека 3 цркви. Едната е Украинска православна црква, Руска патријаршија, значи што си е по директна надлежност на Рускиот патријарх. Украинска црква, Киевска патријаршија. Тоа е одвоена црква која украинците си ја прогласија самостојно и сака да се одвојат као самостојна национална црква, и некоја си тамо беше помалечка, некоја си унијатска црква што ја има во западниот дел на Украина, која имаше, мислам дека е под папата, али е со православен обред. Она што се обидува долго време да го усогласат со русите, ова е Украинската црква, Киевската патријаршија, во актуелните настани водена од Филарет, од патријархот Филарет, не успеа долго време тоа да го направат, и нормално, пошто паднаа под влијание на западните пријатели и стратешки партнери нивни, беа подучени да побараат самостојност од патријархот од Константинопол или од Истанбул. Неговата улога, значи, ќе ве подсетам уште еднаш, ќе навратам, тоа е многу битно. Он е патријарх на 5000 души тамо во Турција што живеат, 5000 грци. И ништо друго. Патријарх, он е, како се века, исто поглавар на републиката, монашката република на Света Гора и на неколку грчки православни епархии во диаспората, формирани исклучиво од грци. Значи, ништо, нити има пак право, значи, него го бира синод. Синод го бира од турски граѓани, од грчко потекло, кој синод ќе го избере, а потоа неговиот избор го потврдува, неговата компетентност ја потврдува кметот на Истанбул. Во Ревлија и сега... Во ова, да се надоврза. Значи, Западот го упатува Филарет, како патријарх на Украинската црква, да ја бара самостојноста од ова. Они некаде во периодот, не е тоа 20-та, некаде околу во 18-та година, испраќаат, 17-18 испраќаат писма тамо се обраќаат до патријархот Цариградски, со писмо, и мислам дека имаат и собрано тама некои 40.000 подписи од загрижени граѓани дека сакаат да се осамосталат и ово, и да им даден томос. И Гркот, као што си е по природа, нормално им ветува, им дава ветување, донесуваат одлука патријаршијата дека, Цариградската патријаршија дека ќе ја признае Украинската православна црква, ова е, значи, Киевската, и им даваат некаде, мислам дека, не е јануар или 2019 им даваат томос. Тогаш е Порошенко, мислам, председател на ова, и заедно со Филарет го земаат томосот и еден торжествен круг прават околу Украина, го покажуваат томосот, еве се завршена работата. Откако направат тој круг, им текнува дека треба да го преведат тој томос, пошто има на грчки даден. Кога го преведуваат томосот,
не можат на очите да си поверуваат. Како Охридскиот договор на англиски беше и мораш да се Не, веќе, значи, им дава томос, патриархот, меѓутоа признава некаква си, не Украинска православна црква, Киевска патриаршија, него Православна црква на Украина. Пазете го форматот. Пазете го форматот. Многу битен као и кај нас. Значи, понатака, рачунајте дека ќе им следеше нешто, да не се слушаше комплетниот разговор. Православна црква на Украина, таа црква ја има юрисдикција или диецеза само на територијата на Украина. Задграничните, значи, нивни епархии на Украинската црква Киевска патриаршија потпаѓаат под директно влијание, значи украинците што имаат своји црковни општини надвор од Украина, директно потпаѓаат под власт на патриархот на Бартоломеј, а црквата православната украинска црква има статус на митрополија која е директно подчинета на патриархот. Као што сака сега со со писмото што ги испратил. Они од црква директно подчинета на Руската православна црква преоѓаат само кај патриархот. Истото што сака со Македонската православна црква. Да бидам искрен, господине Димов, јас јавно ќе го кажам, да, јас испратив писмо до неговото високо просвещенство, како да кажам, високо. Тоа е господинот Вартоломеј, патриархот, пардон, и побарав интервју. Значи, испратив писмо на 12 мај. Еве за гледачите, ексклузивно. Меѓутоа, големите македонски поборници за Македонската православна црква, кои ден денеска не го прифаќаат томосот од Српската православна црква, сигурен сум, бидејќи имам извори, му забранија да ми даде одговор на моите прашања. Значи, испратено, архивирано на 12 мај. Прашањето беше и ова. Дали е во ред сега Вселенската патриаршија да го постава условот на Македонската православна црква Охридска архиепископија да признае автокефалноста на православната црква на Украина начело со Епифанија, на која Вселенскиот патриарх го даде томосот. И конечно, од каде таа стана услов за признавање на една автокефална црква? Дали утре Вселенскиот патриарх ќе побара Македонската православна црква да прекине односи со нека друга црква како услов за томос? Видете, од предходно изложеното, значи, затоа инсистирам цело време на тоа. Од предходно изложеното, за статусот на таа Цариградска или Истанбулска патриаршија. Патриархот на таа патриаршија нема никакво, ама апсолутно никакво право да дава услови и да бара од една автокефална црква каква што е нашата, да прави нешто. Он може да изрази желба, да не замоли, дали ќе сакаме или не. Меѓутоа нема никакво апсолутно право да прави. Она што беше негово барање за сослужување со Украинската православна црква беше подметнувањето, после добивањето на томосот, за кое беа запрепастени и неспремни за тој акт, беше подметнување со кое нашиот патриарх нашиот архиепископ требаше да се излаже, да сослужи со украинскиот патриарх на оваја ПОУ, како се вика таа православната црква на Украина, ПЦУ, и со тоа да го навлече на себе гневот на останатите православни цркви, пред на Руската и Српската, за да го разруши однатре ткивото на Македонската православна црква. Тоа беше целта, тоа е подметнувањето со упорното барање, со упорното барање. Влагаме во финале, не остануваме во овој формат, здраве, ќе продолжиме 2 во 1, ако можам да кажам. Има ли стремеж кај Вселенскиот патриарх да биде православен папа? Треба ли да се смени позицијата на Вселенската патриаршија и конечно, можно ли, господине Димов, и не придржувањето на светите канони од поглаварите и од помесните православни цркви и зошто? Ова е финално прашање, бидејќи влегуваме во финале. Така. Значи, вака, јас не знам што може да се мутка во главите на таа една мала група во на луѓе во Цариградската патриаршија, меѓутоа како лајт мотив
на целата приказна околу таа патриаршија се јавува името на Втор Рим или Новиот Рим. Значи во самиот титулар на патриархот Бартоломеј стои дека он е архиепископ Константинополски и Вселенски патриарх и патриарх на Нов Рим. Значи тој Нов Рим може да значи да развие нашата, како се вика, фантазија, да замислуваме што може да стане. Меѓутоа, немојте да мислите дека све е фантазија. Ние многу работи кои беа на ниво на фантазија и на некакви заговори се остварија во последниве 10 години. Има ли стремеж кај него да биде православен папа? Најверојатно има стремеж да завладее со православниот свет пресе со славенскиот православен свет. Она што е протегнато, што не се знае во нашата јавност, за 2008 година он има подпишан еден документ, се вика Равенски документ. Не ја знам содржината, значи не сакам да бидам претенциозен, меѓутоа со тој Равенски документ патриархот Бартоломеј му го признава првенството на римскиот папа, да биде прв меѓу еднаквите, значи признато е тоа право. Сега, што они имаат во своите замисли? Дали овој да биде, како се вика, православен папа? Папа тој се наметнува како пантократор на целото источно православие, па да биде, па после тоа да ги уреди своите односи со папата и да имаат некоја си друга, како се вика, некој друг концепт за завладување на светот. Може би луѓето мислат да створат некоја си може би нова некоја теократска империја на светско ниво, кој ги знае, не можеш фантазиите на овие на лудничави луѓе од корпоративниот глобализам да ги замислиш, тие се осеќаат веќе као полубогови. Така да може се што. Веќе е крајот на нивното фантазирање. Па мислам дека да. И јас ви благодарам многу за вашиот настап. Прв пат сте во мојата програма и оставивте голем печат. Сигурно на гледачите, почитувани. Сакам да ве поздравам со една убава, прекрасна песна, ја исполнува Сузана Спасовска, апропо овие наши прекрасни денови пред божичните пости и најсладкиот празник, а тоа е Христовото рождество. Бидете живи, здрави и се гледаме во петок во завршната емисија за оваа година. Еве, да ве поздравам со оваа прекрасна песна. Фалете го Господа и јас ви се заблагодарам уште еднашка и на мојот гостин и до гледање. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.